Почитувани гледачи, вие сте со последното издание за годинава од регионалните вести, а во нив ќе гледате. Последен ден од календарската 2022 година. Граѓаните ги прават последните подготовки за дочекот на новата. Надлежните со апел до граѓаните за време на празничната сезона да се воздржат од пукање петарди, огномети и други запаливи средства. За најдобар стручен соработник оваа година Сдруженијето на просветни работници на град Скопје ја избра тетовчанката Милица Серафимовска, дипломиран дефектолог. Последен ден од календарската 2022 година. Граѓаните ги прават последните подготовки за дочекот на новата. Дома за повозрасните, во угостителски објекти за помладите. Тето овој годинава немаше некоја особена предновогодишна еуфорија. Само неколку часа неделат од стапнувањето во 2023 година. Граѓаните ги прават последните подготовки за вечерашната новогодишна ноќ. Оние кои биле презафатени со работа и обврски го користат последниот ден за пазарување храна, пијалоци и по некој скромен подарок за најблиските. Во Тетово, како и да немаше предновогодишна атмосфера, освен гужвите во сообраќајот кои потсетуваат дека и селениците се вратиле дома за празниците. Освен дел од угостителските објекти, градот оваа година не беше накитен, прослава на плоштадот како и обично нема, а граѓаните слават најчесто дома во кругот на најблиските. Кафулињата и рестораните ги полнат помладите. Дома со семејството, дома. А младите годинава каде ќе сте? Па младите со друштво, така. Дома, сите дома, домашна атмосфера. За нова година дома. За нова година ние повозрасни пензионери дома си чекаме, а младите кој како има можност. И тетовскиот градоначалник за време на новогодишната ноќ ќе биде во домашна атмосфера. За нова година дома. Немам планирано нешто некоја посебно, затоа што и ситуацијата не ни дозволува да направиме нешто по весело, по свечано, имајќи предвид дека повеќето од нашите граѓани се соочуваат со економска криза, со секојдневните проблеми, ние не можеме да излеземе надвор од тој просек. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно законот за празници, 1 јануари недела, односно 2 јануари понеделник, нова година, е неработен ден за сите граѓани на земјава. Користењето на пиротехнички средства неретко доведува до катастрофални последици. Согласно ова, надлежните со апел до граѓаните за време на празничната сезона да се воздржат од пукање петарди, огномети и други запаливи средства. Празничната сезона како синоним за нови почетоци, прослава, заеднички дружби, вкусна храна. Неретко за дополнување на празничното расположение се одликува и со употреба на пиротехнички средства, кои периодов пак се лесно достапни за граѓаните. Од запалени објекти, повреди, па се до вознемирување на животните. Последиците од користењето пиротехника може да бидат фатални, па затоа надлежните со апел до граѓаните, а особено до родителите на малите деца, да не користат петарди и други запаливи средства, за да се избегнат несаканите ефекти и последици. Треба да се пазат со петарди и таквите работи што стварно ги гледам децава често во градов и во руралните општини што фрлаат таквите. А често имаме сега од тие некои си ракети или такви работи што ги има децава у раце, во континери ги фрлаат и често ни се случува. Вчера имавме еден случај таков што во близина од тие континери имаше најмалце 10 коли и ако не интервениравме у време, тоа ќе бидеше катастрофа за тие 10 коли или згради што имаше околу нив. Ги замолувам родителите да се пазат со овие пирористички материи, експлозии,
да се пазат, пошто може и по здравието нивно и стварно, тоа е многу лоша работа. Знаем дека треба да поминеме добро овие денови, празнични се, али немојте да им давате на децата такви материи експлозивни, пошто може и по нивното здравје да се случи нешто лошо. Се советува исто така во зимскиот период додека трае грејната сезона. Граѓаните да бидат особено внимателни и со грејните тела во домовите. Треба се пази кога излегувате од дома да ги гасите сите грејалици и такви работи што имате дома, пошто често ми се случува овие празници, последните празници што ги имавме, се случува и пожари во куќи. Во важност остануваат секако и советите за внимателно возење за време на новогодишната ноќ, а тоа подразбира да не се вози под дејство на алкохол, со цел избегнување на сообраќајните несреќи. Лекарите препорачуваат умерено користење на алкохолни пијалаци како би се избегнале несаканите последици, алкохолни труења, тепачки и сообраќајни незгоди. Посебно се апелира до младата и малолетната популација за некористење на алкохолни пијалаци заради нискиот праг на толеранција кон алкохолот. Сепак, нели, мислам, во текот на новогодишната ноќ сепак би апелирале, затоа што секоја, да речам, наназад статистичките податоци што покажуваат во текот на новогодишната ноќ најмногу значитната медицинска помош имала за алкохолизирани лица, за лица кои што во сообраќајни незгоди што биле учесници, исто така и вообичаените физички присметки, значи, односно познатите типачки помеѓу граѓаните под алкохолизирана состојба. Додека дежурните служби па бележат една бројка на, нели, сега во моментов е сезона на грипови, па имаме многу фебрилни состојби. Така да разнолико е, интервенциите се разнолики, али хитната медицинска помош, збориме, нели, 194 бележи најмногу алкохолизирани сообраќајки, поред вообичаените нормално хронични состојби на кои што интервенираме секако. Сите ние сакаме да се опуштиме, сите ние сакаме некој пат и така народски кажано да си пивнеме малку и да се расположиме. Али сето тоа нека биде во една умерена количина, значи умерен да биде внесот на алкохол, доколку сме испиле малку повеќе нормално, во тој случај управуваме моторно возило, да го ставиме возилото тука, да си повикаме такси, да си поидеме дома, сепак да не се загрузиме себе си, а и да не ги загрузиме останатите учесници во сообраќајот, па и останатите околу нас. За најдобар стручен соработник оваа година Сдруженијето на просветни работници на град Скопје ја избра тетовчанката Милица Серафимовска, дипломиран дефектолог при Основното училиште и ресурсен центар Златен Сремец Скопје. За неја воспитанието, образованието и рехабилитацијата на ученици со попреченост е тешка, но и благородна работа. Номинирана од колективот во кој работи за нејзината целосна посветеност и труд во воспитание, образование и рехабилитација на ученици со попреченост, Милица Серафимовска избрана за најдобар просветен работник, стручен соработник за оваа година. Како дефектолог работи 26 години, од кои 24 во настава и 2 како специјален едукатор. Признанието за неја дошло сосема неочекувано, но е задоволна затоа што поддршката доаѓа најпрво од колегите, а потоа трудот го вреднувал и градот Скопје. Првично, јас не сакав сама да се номинирам за наградата, зашто сметам дека сите мои колеги кои што ја работат оваа работа имаат истата тежина на работа и сите се занимаваме со една иста тешка и благородна работа, а тоа е воспитание, образование и рехабилитација на ученици со попреченост, но на иницијатива на мнозинството колеги на наставнички совет дојде номинацијата и ја прифатив номинацијата за просветен работник на град Скопје. Имав многу кратко време да ја подготвам апликацијата, зашто се беше онлайн со зипувани документи, ама се изненадев и самата кога при подготовката на апликацијата видов колку многу всушност имам изработено за овој период од работниот стаж, 26 години, од кои 24 бев во настава.
а две години сум на позиција на стручен соработник, специјален едукатор, со трансформацијата на посебното основно училиште во основно училиште со ресурсен центар. И за волја на вистината многу би помогна и моите колеги да ја подготвам апликацијата. Не се надевав многу на наградата. За мене оваа работа има, не знам, посебна драж. Значи, ова не може секој да го работи. Треба премногу да ја сакате работата и многу време да се фокусирате на истата. Кај нас долго време работиме за да се видат мали мравкини и чекорчиња напредок кај децата. Меѓутоа, баш тие мали успеси не тераат стално да продолжиме понатака и понатака. Серафимовска вели дека бројот на деца со попреченост се зголемува, но и дека ним им треба поголема грижа. Семејствата се оставени маргинализирани. Учениците добиваат добри услуги во посебните училишта, а сега поддршка добиваат и учениците инклузирани во редовниот образовен процес преку образовни асистенти, но секогаш може повеќе, потенцира Серафимовска. Работата на терен и нашата севкупна работа како специјални едукатори, како ресурсни центри и како училишта ги рушиме бариерите, ама тоа иде многу бавно, чекор по чекор, но никогаш и не се откажуваме, зашто убавината во живењето е различноста. И мислам дека на секого треба да му се даде шанса да го покаже тоа што најдобро го може, најдобро го знае и секој има право да биде вклучен во заедницата на еднаква основа со сите. Да шириме само љубов, порачува Серафимовска. Новогодишна порака, љубов, тоа е нешто што треба сите да не води во работата, во релациите, во игрите, во комуникацијата секојдневна, упати убав збор, упати убава порака, направи добра работа, не работи за награди и признанија, наградите и признанијата самите ќе дојдат. Премиерот Димитар Ковачевски во новогодишната честитка до граѓаните порача дека во новата 2023 година, која ќе биде подобра за граѓаните, државата ќе продолжи да напредува и да ги остварува своите цели. Драги мои сограѓани, заедно поминавме многу тешка година. Се справувавме со последиците од пандемијата, од економската и енергетската криза. Во исто време моравме да носиме тешки одлуки за нашата европска иднина. Тоа за мене лично беше најголемиот предизвик во мојот живот. Можеби и најтешкиот, затоа што знаев дека сум одговорен за мојот народ, за секој еден граѓанин, за вашата, за нашата иднина. Оваа зима се погриживме сите македонски домови да се топли, исто како и овој. А тука сме да се погрижиме да има и доволно храна на сечија празнична трпеза. И можам со сигурност да кажам дека наредната година ќе биде подобра. Платите и пензиите ќе продолжат да растат. Завршени се големи проекти, важни за државата. А продолжуваме и понатаму со нови инвестиции кои ќе значат подобар живот за сите. Затоа што никого не оставаме сам. Никој никогаш нема да биде оставен сам. И целото моje знаење и искуство ќе го искористам за да се подобри вашиот животен стандард. За наредната година да биде подобра. За нашите деца да имаат европска иднина. Во тој дух, јас и моето семејство сакаме на сите да ви ги честитаме новогодишните и божичните празници. Да ви посакаме радост, добро здравје и спокој. Да се радуваме сите на малите, секојдневни моменти и да ги споделуваме со најблиските. Сакам да искажам посебна благодарност до сите граѓани кои во овие празнични мигови неуморно и посветено работат за нашето здравје, нашата безбедност и нашиот мир. Среќна нова година и среќен Божиќ. Да сте живи и здрави. Да ја испратиме 2022 како година на големи очекувања, уште поголеми предизвици и реформи во глобални рамки и секако во национални рамки, вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во видео обраќање. Неговата желба е новата година да ни донесе безброј нови убави моменти кои заеднички ќе ги славиме. Што ни останува за идната 2023 година? Реформа на умот. Тоа е што зависи само од нас и што секако имаме потенцијал да го постигнеме. Од најбаналните работи до најкомплексните. Да не седнуваме на волан ако сме конзумирале алкохол или без поговор да ја почитуваме максимално дозволената брзина на патот. При тоа, размислувајќи со подеднаква грижа и за своето,
но и за другите деца како учесници во сообраќајот. Или да не нудиме пари за нешто што е обврска на системот да ни ги обезбеди. А доколку некој ни побара, тоа веднаш да го пријавиме во полиција. Еве уште еден пример. Би рекол баш предпразничен. Не им купувајте пиротехника на вашите деца, доколку не сакате да бидете директно одговорни за загрозување на нивното здравје или животот. Доколку сте сведоци на криминално действие, пријавете го во најбрз можен рок, затоа што доколку тоа не го сторите, токму вие може да станете следната жртва. И такви примери има безброј. За таквата реформа на умот зборувам, а сигурен сум дека можеме во тоа да успееме. Нека биде мојата заедничка новогодишна желба токму тоа, која ќе обезбеди позитивен инпут во новата година, за да ни донесе безброј нови убави моменти кои заеднички ќе ги славиме. Нека биде тоа патеката кон светлата перспектива за државата која си ја посакуваме. Да ја направиме заеднички новата 2023 да ни биде посреќна, помирна и поберикетна. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на Министерството за внатрешни работи. Вчера во 17 часот и 15 минути било пријавено дека на регионалниот пат Дебар-Маврово во близина на Бушков мост се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 61-годишникот гостивар, и патничко моторно возило Opel Insignia со дебарски регистарски ознаки, управувано од 58-годишник од село Долно Косоврасти. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетна сопатничка, а со телесни повреди се здобила уште една 46-годишна сопатничка, двете од второто возило. Повредите се констатирани во јавната здравствена установа во Дебар. Извршен бил увид од увидна екипа од полициската станица Дебар. Вчера во 11 часот и 15 минути на улица Железничка во Тетово, од полициски службеници од СВР Тетово, бил лишен од слобода 43-годишник од село Горно Палчиште, затоа што во патничко моторно возило Ауди со тетовски регистарски ознаки му биле пронајдени и одземени 1657 пиротехнички средства. По целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Почитувани гледачи, ова беше се за ова новогодишно издание на регионалните вести. Ви посакуваме среќни и исполнети празници.